Ковачевски и колегите на Илинденска повторно го заборавија името Македонија. 32 годишнината од независноста ќе биде одбележана без воопшто да се спомене Македонија, македонци, македонско. Со 5 зборови владата ќе ја слави независноста. 8 септември гласник на слободата, ама на која држава не пишува ниту на официјалниот слоган, ниту пак во статусот на Фејсбук на Димитар Ковачевски. Нема да има големи свечености на какви сме биле сведоци во минатото, како што соопшти од Илинденска, Ковачевски денот на независноста ќе го одбележи со положување цвеќе на гробовите на поранешните претседатели Киро Глигоров и Борис Трајковски, а потоа ќе има настан организиран во градскиот парк во Скопје. Како дел од одбележувањето на Денот на независноста под мотото Гласник на слободата во организација на владата, покрај многобројните пригодни манифестации за граѓаните од 11 часот во целата држава, ќе започне културната манифестација Отворен ден за граѓаните, во чии рамки се обезбедува бесплатен влез за граѓаните во културните установи, музеите и галериите во целата република. Името на државата не беше споменато ниту за ланската прослава, тогаш паролата беше обединети во слободата. За Ковачевски, а претходно и за Заев, името на државата стана пракса да не се споменува, а како да се срамати од историските личности, годинава за Илинден не се спомена ниту еден револуционер, ниту еден од хероите со години не е дел ниту од символот кој се прави за 2 август. Оваа беше 4-та година поред да не се споменува името на државата. Во 2019-та паролата гласеше "Сите сме деца на Илинден", а во 2020-та "Победа за сите Илинден". Само Илинден 2021 беше логото за 2 август пред 2 години.